Откако премиерот и министерот не собраа храброст да се појават на вчерашните барикади, денес иницијативниот одбор за спас на Оризот неитен состанок со градоначалниците на општините, во кој белото злато е стратешка култура. Од нив бараат логистичка поддршка и да им помогнат да најдат излез од кризата во која се наоѓаат. Иако исплатата на субвенциите и зголемувањето на откупната цена не се во надлежност на општините, градоначалниците на Карбинци, Зрновци, Кочани и Чишиново облешево со заеднички став дека власта мора да помогне, бидејќи намалувањето на површините посеани со ориз би значило економски крах за овие општини. Апелирам владата да најде решение, да престане со своето луксузирање. Мислам дека производителите на храна пред прагот на нова производна реколта се засегнати со реални проблеми и дури има дилема дали воопште и да се почне со припрема за истата таа нова реколта. Ниската откупна цена од само 17 денари направи оваа култура да не биде рентабилна. Илјадници семејства во регионот одвој вразуваат крај со крај. Па јас ја платив сметката, ама другиот месец ја нема што да живеам, кој ја остварам 15.000 приход, а 8.000 за струја ми пишале, а не е потрошена струја. Ово е за плачење. Ово е за плачење да плаче цела држава. Јадење ќе немаме. Еве кажувам ми, уништија ги свињето, уништија ги кравите, уништија ги овците. Купив трактор од Словенија, дојдов тука да живеам со жената, за тоа што тука ми е татковината, тука ми е дедовината. Ама после 4 години и 5 години не гледам решение. Јас работив и жената работеше тука. Значи, утекот на наредна недела сепак заминува повторно за Словенија. Вчера министерот се пофали дека белото злато им е во фокусот и субвенциите се зголемени за 300%. Но според оризопроизводителите, тоа е чист популизам, бидејќи тие се на работ на екзистенцијата.